Ja se vikam Mehmet Biljal, работim како минер на ова предпријатие Бетон 4 години. Еве како овако се бориме со овие планини, како видите и вие сами, ние тврдиме дека ова јака стена, али за скоро време попустава. Под ова тешки услови има опасности, бидејќи клиза ова, многу клизато земја. Шарските води датираат од 1968 година, кога за прв пат почна градежното предпријатие Маврово да ги изведува работите на овој голем хидротехнички објект. Градежното предпријатие Бетон се вклучи во работата на доводот на Шарските води ланската година 1975, а и оваа година ги продолжува своите работи. Шарските води се дел од хидросистемот на Мавровските хидроелектрани и тие представуваат уште еден голем дел, односно додаток кон искористувањето на овие водни снаги кои се наоѓаат на планината Шар. Kao mašinista evo se bavimo 2 godine ovde во Šarski vode со каналот, кој smo dali teške obaveze da ga završimo i mnogo
teškoće smo videli koji što ni ги zarobuvala mašinete i oplatite ni gi vaćala, ama mi smo dalje takvi obaveze da mi je pobedimo i već planinata ni dava savlada, mi je će go pobedimo deka ona ni popušta već. A mnogo teškoće smo osjetili od nula, mnogo hlizavice, mnogo ruševine, mašine zarobува, oplate zarobува, krvni teškoće smo videli, ama već ni se predava, u krajno vreme će go pobedime. Јас сум овде технички раководител на доводен канал Шарски води. Кога дојдов од првите денови, најголем впечаток ми остави што на многу места вака се појавија големи клизишта и цели карпи се смакнува и брда. Имавме случаи што неколку пати иста работиме по 5-6 кубика земја, ја црпеме, кога ќе дојдеме во 6 сатот на работа, истата земја се срушила и се напунил каналот. Овдека може да кажам дека сепак е опасно. Опасно се од тоа одрунување на земјата, опасно се од вода, опасно се од времето. Сето тоа, разумеш, и ние мора да го направиме онаку како што е договорено со нашите договорачи, разумеш, а ние како изводители. Друго може да кажам дека овдека во тунелот што го градиме постои опасност. Опасност долу се сеќам еднаш кога над мене висеше едно најмалку 30 кубика земја, а со тоа случај да не бев погледнал во висината горе, можеше ние четворица долу да погинеме прв пат, а околу нас што имаше веќина околу 17 души и тие веројатно теа да погинат. Друго печаток може да оставам дека овдека на каптажа кога работиме беше таква опасност исто одрнување од нарочите карпи. Карпите се, разумејше, такви големи, може преко 60 до 70 кубика земја што се одрони без да ја видиш, али на тоа место мора да бидеш окретен да работиш, али главата горе да ја кренеш и да ја гледаш.
Вие не прашувате како сме овдека. Овдека сме стално ние под лоши услови. Стварно земаме некој динар повише, али не, опет не чини да речеме. Стално мислиме дома, фамилијата, какви са децата наши. Онда идемо неделно или на 2 недели еднаш дома. Слушам кај шума шумите буките, слушам кај шума шумите буките, слушам кај шума шумите, плача за војводата капитано. Дружино верна, говорна дружино, дружино верна, говорна дружино, кога ќе село врвите, со коњите да не тропате, тропате, со коњи да не тропате, тропате, со коњи да не тропате, тропате, со коњи да не тропате, со пушки да не фрлате, фрлате. Се викам Треновски Миле. Работам ко багериста овде веќе сум 2,5 месеци. Овде за младите баш не е пријатно, пошто тука знаете како и самите, на терен немаме никаква разанода. Мене ми паѓа многу тешко овде, пошто знамот и другарите сега вечерно време ќе излезат и на корзо, во кино ќе појдат секаде, а ние овде додека мораме да работиме, али што можеме? Треба некој да работи, за да се створат овие објекти. Па работата иде некако, онако према работа, добро смо платени, што се тиче услови, негде потешки, негде полесни. Смештај е онако прилично добар, само едино превозот мало што не ни одговара. Дајцот, па работата. Работата е прилично опасна. Пошто видите сами терен да е стварно лош, содројава, камење, едно и друго, али ипак опет добро е. Од сите страни дебне опасност, дали камен ќе се сруши, или ќе фати некој облак, или ова, како сега моментално што е маглава. Ние више овде сме 2 години и за овие 2 години стварно сме доживеале многу лоши, а и добри моменти. Лоши пред се тоа што работата бара да ние свршиме на време. Објектот е таков од важност, од голема важност, не само за нас да ја свршиме на време, него и за цела држава, за Републиката.
Овој систем шарски води има намена да ги собере сите води од Шар планина и да ги води во системот Маврово. Тој е долг негде околу 55, односно 60 километри. Од тоа ние имаме негде околу 8 километри да работиме. Ланска година е привршена работата успешно, на време, за 29 новембар ја пуштиме водата во течение, а оваа година се надеаме исто така за празникот за 29 новембри дека ќе ја пуштиме. Пред нас е Шар планина, привлечна со својата убавина, со гордо извишените во небесната синевина врвови, со бистрите езера и ладните врутоци. Но Шар планина е и чудна планина. Знае да делува и заканувачки, со суровите зими, со виолиците, маглите, со страшните ветришта, со незадржливите лавини што се суриваат и рушат се пред себе, со ненадејните и урнувачки одронувања. Тука земјата се лизга и карпата се лизга. Не дава да и приидеш. Ти се чини дека постојано нешто се движи. Со векови од недрата на Шар планина шибале силни врутоци бистра и ладна вода, одскокнувале по стрмните долишта и се губеле во рамнината и во плодната полошка котлина, газејќи ја жетта на уморните овчари или ближните ливади и нивчиња. Но од денешното време на создавање во дивината на Шар планина го донесе човекот багерист, човекот бетонирец, човекот трудбеник, кој не плашејќи се од незината суровост, од опасностите што дебнат на секој чекор, гради канал за да ги собере шарските води. Овде од се е погласна бучавата, пискотот на машината. Човекот копа, а од озгора секој миг карпата или земјата можат да се лизнат, да затрупаат некого. Ке паднат карпи и земја на работниците, но човекот пак е победник. Тој се бори со планината, а таа не му се дава. Се чувствува нејзиниот лелек, нејзе и е повредно зеленилото, слободата на водата, а со тоа таа не може лесно да се помири. Затоа, стрмнина, земја, надвиснале карпи, планината му враќа на човекот. Но тој е посилен од се, и од дивината, и од опасноста, и од планината. Можеби понекогаш ќе му затрепери срцето, но неговиот од продолжува. Тој ја победува планината. Нејзините врутоци и несовладливите потоци, со својата цврста, подцврста од карпа волја, ги собира во една ударна сила што хидроцентралата ќе ја произведе во електрична енергија, во чиста светлина и благородна топлина. Со работниците немаме никаков проблем. Свесни се за оваа работа што ја чека. И бидејќи планината е многу доста сурова, тие ипак сакаат да таа работа ја свршат, бидејќи нив ја очекува. Тука доста имаме неприлики, со временски неприлики, варне дош, но тие и понатака работаат, не прекинуваат со работата.
Овде гледате, таа извира од две езера, доаѓа едно црно и бело езеро. Рекава се вика Новоселска, влева во оваа каптажа, така наречена каптажа која прифаќа водата и ја носи во системот на Шарски води. На овој систем е вградено и испусти на која водата приликом депеци да се испушта до течува. На каптажа, ако се гледаат овие решетки тука, тие решетки се за да не влева прљавшина и дрва кои понатаму не може да се чистат. Затоа е направена челични решетки така да може да ги спречава отпадоците кои ќе влеваат во каналот. Со овогодишното завршување на каналот на доводот на Шарските води, почнувајќи од 62-иот километар и вклучувајќи до последната точка каде што тие води ефективно се искористуваат, ќе се добие вкупно околу 160 милиони киловат часови годишно електрична енергија, која што е исто така уште еден голем прилог во Мавровскиот хидросистем. Нашето предпријатие, односно нашето градилиште, заедно со градилиштето од Скопје, оваа година ќе заврши вкупно околу 4 километри на доводен канал и ќе ги заврши до крај работите на Новоселска река, а исто така ќе заврши и еден зафат на река Фискајет.